Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Добра и конструктивна била првата средба меѓу Мицкоски и Филипче. Договориле да се формираат работни групи за законите од реформската агенда. Мораме да пуштиме порака на обединување за доброто на држава. Мицкоски го обвини Апасиев за незаконско купување деловен простор во центарот на Скопје, по цена 3 пати пониска од реалната. Квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Поднесено обвинение против таткото на Васил Јованов. Му го давал возилото, иако знаел дека не смее да вози. Водата во Крива река е неупотреблива за било која намена, покажале анализите на ИЈЗ. Спаѓа во најлошата категорија на загадени води, неупотреблива. Ако имало екоцид, освен глоба, ќе има и кривична пријава, најавуваат од инспекторатот. Aber sie wird klug handeln. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis. Македонија, која на листата на американскиот претседател се најде со царини во висина од 33%, е на второто место од соседите, по Србија, која доби 37%. Албанија и Косово имаат 10%, а Бугарија и Грција, како дел од Европската унија, ќе се соочат со царини од 20%. Според листата на Трамп, земјава царинела стоки од Соединетите држави во висина од 65%, но не е познато врз основа на што е направена таа пресметка. Сепак дел од странските новинари велат дека пресметката се вршела врз основа на трговскиот дефицит кој Соединетите држави го имаат со одредена држава. За македонската влада одлуката на САД е очекувана, но сметаат дека нема да има голем импакт врз домашната економија и велат дека имаат јасен план како понатаму. Дел од економистите пак оценуваат дека иако САД не се меѓу големите трговски партнери на Македонија, одлуката негативно ќе се одрази, пред се поради поврзаноста на нашата економија со европската. Деталите ги има Сандра Спасовска. Македонската влада не е изненадена од одлуката на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, но уверуваат дека имаат подготвен план за надминување на ситуацијата. Владини тимови изминатиот период ги анализирале можните последици и проценките на владата се дека новите царински трошоци нема да имаат голем импакт врз нашата економија. Од владата додаваат дека нема простор за паника и избрзани заклучоци. Појаснуваат, станувало збор за нешто што новата администрација долго го најавувала и дека не е одмината ниту една земја, дури и најстарите и најтрадиционални партнери на САД. Ова е обид за репреговарање на трговските односи во светот, нешто што беше неопходно и што иако сега за некој представува шок, за други ќе значи можност. Знаеме дека оваа ситуација е шанса за многу луѓе кои не посакуваат добро на владата, да напаѓаат неосновано и да се обидуваат да нанесуваат штета врз нашиот углед, било поради лични интереси, било поради партиски цели, било поради малодушност. Сепак, дел од економистите предупредуваат дека постои сериозна опасност од намалување на трговската размена меѓу двете земји. Поранешниот министер за финансии Кирил Миноски за Канал 5 вели, новите царини негативно ќе влијаат на економската активност на земјава, а како најпогодени ќе бидат компаниите од автомобилската индустрија. Ќе има негативен ефект секако и врз бруто домашниот производ, врз она што се случува во слободните економски зони со оглед на тоа дека најголем дел од компаниите кои што работат тамо се во сегментот на автомобилската индустрија и директно преку овие царини, меѓутоа и преку оние тарифи кои што беа воведени на Европската унија ќе влијаат негативно на економската активност. Според Миноски, во периодот кој следи земјава треба внимателно да ги анализира случувањата и да се најдат соодветни решенија преку креирање на соодветни економски мерки. Со оглед на тоа дека ние сме земја кандидат и нашите политики се усогласени со оние политики кои што ги има Европската унија, првенствено треба да се консултираме со партнерите во Европската унија, да се изанализира внимателно импактот и да видиме понатаму што ние како држава можеме да преземеме од аспект на заштита на работните места, од аспект на
за зголемување на поттикнување на економската активност, да се види што може да се направи, кои мерки да се превземат во овие сектори кои што ќе бидат најмногу погодени. Според податоците на статистика, во 2024 година извозот на македонски производи во САД изнесувал речиси 110 милиони евра, додека увозот 180, што значи дека земјава имала околу 70 милиони евра дефицит во трговската размена. Најмногу или приближно од 35 до 40% од земјава се извезувале електрични машини и опрема. На второ место е извозот на текстил и облека или 20 до 25% од вкупниот извоз, а 15 или нешто помалку од 15% бил извозот на метали, тутун, храна, химиски производи. Четири години вселени се уште немаат имотни листови и загрижени се за безбедноста. Станари на зграда во Ѓорче Петров бараат спас од институциите. Никој од нас не може да си го оствари правото за документација, за патна исправа, за лична карта, за возачка дозвола. Да се формираат заеднички работни групи кои што ќе работат на законите од реформската агенда, договориле премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на СДСМ Бенко Филипче на првата нивна средба по промената на власта. Засега е неизвестно дали ќе има нова средба и дали оваа тет-а-тет средба ќе биде вовед за можна лидерска средба во поширок формат. Но Филипче очекува сите партии да седнат на маса за темите од суштинско значење за земјата. Ивана Стојановска ги има деталите. Работни групи кои ќе работат на спроведување на реформската агенда во делот на правосудството, енергетиката и здравството, договорија премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче на првата тет-а-тет средба, која траеше околу час и половина. Според Филипче, работните тела треба да започнат да работат што поскоро и порача дека сите политички партии се поканети да се вклучат во нив. Ќе номинирам неколку експерти од областа на правосудството и енергетиката за да се вклучат во изработката на законите кои што се дел од реформската агенда треба да стигнат до собрание. После ова во следниот период врз основа на ова што го изработиме како прелиминарен модел на соработка, сите апсолутно политички партии ќе седнат на маса. Ова едноставно е за доброто на државата. Ние немаме ниту доволен човечки капацитет, секоја една политичка партија, како и да гледате изолирано. Младите гледаме се повеќе заминуваат од земјата, мораме да пуштиме порака на обединување за доброто на држава. За средбата помеѓу Мицкоски и Филипче од владата информираа преку соопштение. Беше истакната потребата да се работи на заедничка иднина за граѓаните, како и да се работи на консензус меѓу различните страни за клучните прашања за државата и добробит на сите граѓани. Македонските државни интереси треба да бидат појдовната точка во разговорите за секое прашање, при што Мицкоски побара од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, се наведува во соопштението од владата. Филипче и Мицкоски на средбата разговарали околу евроинтеграциите и уставните измени, но за разлика од реформската агенда, ставовите на оваа тема и натаму им се спротиставени. За жал тука имаме различни позиции, ги разбирам позициите на премиерот, останува за ова да зборуваме дополнително. Филипче ги демантираше и обвинувањата од ДУИ дека средбата имала етничка позадина. Вели состанокот бил меѓу него и Мицкоски, поради тоа што ниту една друга партија не изразила подготвеност и желба за седнување на заедничка маса. Според Филипче, следен логичен чекор е лидерска на ниво на парламентарни партии. Средбата се одржа на иницијатива на опозицијскиот лидер по трагедијата во Кочани. Следна средба Мицкоски-Филипче за сега не е договорена. Премиерот Мицкоски во одговор на пратеничко прашање на денешната собраниска седница го обвини председателот на Левица Димитар Апасиев за незаконско купување деловен простор за партијата во центарот на Скопје, по цена 3 пати пониска од реалната. Главната тема беше начинот на кој што се води истрагата за трагедијата во Кочани. Андријана Лазова-Божиновска. Дали МВР постапувало по закон во Кочани? Кој ќе одговара за пропустите? Има ли политички жртви во истрагата по пожарот во дискотеката? Овие прашања беа во фокусот на опозицијските пратенички прашања. СДСМ бара одговори од министерот за внатрешни работи со оценка дека клучната улога во синџирот на надлежности била токму кај полицијата, која според нив не одговорила соодветно. Тошковски потенцира: никогаш во минатото немало толку брза реакција како за овој случај. Увиделе присуство на малолетници,
присуство на пиротехника, затекнале настан кој се случува непријавено во клуб кој биле должни да знаат дека не поседува валидна лиценца и не превзеле буквално ништо. За Бесетранс, настанот кој што е случен во Бугарија, 0 кривични пријави. Вашата влада, вашето Министерство за внатрешни работи. И за модуларната болница, повторно 0 луѓе. 0. Од ДУИ на Собраниската седница застанаа во одбрана на нивниот сопартиец Крешник Бектеши. Според нив се води селективна правда без да се почитува презумпција на невиност. Исламабази го познавате? Не го познавате. Добро. Па го запознав Дента. Кога дојде во Кочани, го запознав Дента Исламабази. Гаврил Бубевски го познавате ли? И него го запознав Дента. Може би јас ќе бидам осомничен? Може би Тошковски ќе биде осомничен? Може би некој друг ќе биде осомничен? Да почекаме, да видиме. А вие под кои надлежности за уши ќе ги влечете? Законот ви ги дава или кој закон? Вашиот закон. Левица обвинуваа дека премиерот ја попречувал правдата бидејќи јавно покажувал документи од истрагата за Кочани. Мицкоски пак ги повика истражните органи да проверат како оваа опозицијска партија купила деловен простор во центарот на Скопје по 3 пати пониска цена од реалната. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО што е, а ја за возврат ќе ти го продолжам мандатов. Не гледате ли вие елемент на нудење или давање некаква корист, со која ја попречувате правдата ин флагранти? Купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верували или не? Верували или не? За цена од 295.000 евра со ДДВ или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Сега ќе ви кажам зошто е кривично дело тоа такво. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Имајќи предвид, господине Апасиев, дека за Соравија не успеа бизнисот очигледно, е закажана извршителска продажба јавно надавање на 24 април и истата е процената за 22,4 милиони евра, па си го поставувам прашањето, имам дилема. Дали како што го купивте овој деловен објект овдека, пошто нели вие сте неподмитливите, а гледаме колку сте били неподмитливи. Ова се први пратенички прашања по трагедијата во Кочани, наменети само за опозиционерите. Предходните кои требаше да се одржат минатиот четврток беа откажани бидејќи пратениците се договорија да не одржуваат седници 2 недели по несреќата. Представници на семејствата на 14 жртви од трагедијата во модуларната болница во Тетово денеска на пресконференција пред Тетовскиот основен суд побара обнова на истрагата, бидејќи како што посочија постојат сериозни докази за кои што сметаат дека обвинителството ги има отфрлено во досегашната постапка. Како семејства на загинатите барат од вас да ја обновите истрагата за виновниците, за вистинските виновници на пожарот во модуларната болница во Тетово. Да формирате независен тим кој ќе ги испита сите аспекти на случајот, вклучително и одолговлекувањето на постапката. Да гарантирате дека судската постапка ќе се води без политичко бизнис влијание. Да го земете германското вештачење како клучен доказ во истрагата. Скопското обвинителство поднесе обвинение и против таткото на Васил Јованов, кој на 29 јануари годинава ја прегази младата Фросина на Партизанска во Скопје, затоа што 2 години му го давал автомобилот Peugeot 207 на својот син, иако знаел дека тој не смее да вози, бидејќи нема возачка дозвола и е повеќекратен сторител на сообраќајни прекршоци. Детали од Михајло Видимлиски.
Повеќе од 2 години таткото на Васил Јованов, кој ја прегази Фросина Кулакова на Партизанска, му го давал автомобилот на својот син иако немал возачка дозвола и е повеќе кратен сторител на сообраќајни прекршоци и кривично дело. Скопското обвинителство поднесе обвинение против Зоран Јованов за предизвикување општа опасност, кривично дело за кој му се заканува од парична казна до 3 години затвор. Во текот на претходната постапка, јавниот обвинител обезбеди докази од кои произлегува дека обвинетиот во период од 4 ноември 2022 до 30 јануари 2025 година со општо опасно дејствие предизвикал опасност за животот и телото на луѓето, свесен дека поради неговите сторувања може да настапат штетни последици, а сепак лекомислено сметал дека тие нема да настапат. Обвинителството утврдило дека Зоран Јованов му го давал автомобилот на Васил и покрај тоа што имал едно кривично дело, сообраќајна несреќа со полесни последици од 2022, сторил 11 сообраќајни прекршоци во 2023 и 2024, меѓу кои возење без возачка или под дејство на алкохол, непочитување на семафори и пешачки премин, како и сообраќајната несреќа со смртни последици од 29 јануари годинава. Обвинителската истрага сепак го покажала спротивното од она што Зоран Јованов на пресконференција го утврдеш дека не му дозволувал на Васил да вози и дека тој го украл автомобилот. Васил до 18 години јас не дозволив ниту со мене, ниту со чичко му да вежба. Кога пројде низ тој процес, предпоставувам дека помислил дека знае да вози. Предпоставувам. И го има украдено. Пред една недела беше поднесено и обвинението против Васил Јованов за сообраќајката во која загина 22 годишната Фросина Кулакова од Неготино. Од кривичниот суд вела дека ова обвинение е распределено кај судија и се очекува оценка. Поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски денеска по 9 години затвор излегува на слобода, откако беше делумно помилуван со одлука на председателката Силјановска. Тој беше осуден по обвиненијата на поранешното СЈО за случаите 300 и Тенк. А освен тој, со одлуката на председателката помилувани се уште 7 други осуденици. Елизавета Дамјановска-Спасеровска. Со одлуката за делумно ослободување од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова, екс-помошникот министер за внатрешни работи Ѓоко Поповски, осуден за случаите 300 и Тенк, денеска излегува на слобода. Директорот на КПУ Идризово Зоран Јовановски вели дека претходно Поповски поднел жалба која откако му била уважена, требало да го напушти затворот во ноември годинава. Ѓоко Поповски има истек на 11.11.27 година и за ова делово што лежи кај нас во затвор има поднесена жалба и судот има одлучено му има намалено казната за 2 години. Нова значи која ќе се одзема 2 години 25.11.11 и во меѓувреме вчера дојде од председателката помилување делумно дена година со тоа што тој период се поклопа и Ѓоко Поповски денешен датум е ослободен. Тоа значи дека веќе од утре е на слобода или од денеска? Од денеска. Одлуката на председателката за негово делумно ослободување објавена е вчера во службен весник. Според обвинувањата од поранишното СЈО за случаите 300 и Тенк, Поповски се товареше за набавката на 300 возила за МВР во периодот од 2008 до 2012 година, при што не ги почитувал законските прописи за јавна набавка и го оштетил буџетот за над 453.000 евра. Ова е второ помилување на председателката, по претходното, по повод 23 октомври, кога следуваа бурни реакции во јавноста, пошто колективна оставка поднесе тогашната комисија за помилување. По ова и председателката Силјановска-Давкова и Министерството за правда најавија нов закон за помилување, но засега се уште нема информации дали е изготвен. Освен прекршочна казна за рудникот Тораница, доколку вештачењата покажат екоцид на реката, ке има и кривична постапка, вели за Канал 5 директорот на Инспекторатот за животна средина, Ивана Гиновска. Од компанијата вчера демантира, но градоначалникот на Крива Паланка и денеска, повикувајќи се на резултатите од лабораториски анализи од ИЈЗ, кажа дека водата во Крива река е неупотреблива за која било намена. Дејан Трајковски.
Додека секој со своји мостри анализи ја мати крива река, на крајот сепак вистината ќе ја разбиструва инспекторатот за животна средина. Директорката Гиновска вели дека секоја анализа која е пристигната до нив е предадена на обвинителството, но сепак фактичката состојба ќе се утврдува преку независни стручни лица кои ќе вршат соодветно вештачење кое треба да покаже дали има или нема еколошка катастрофа. Задолжените експерти треба во рок од 15 дена да го достават својот извештај од истражувањето. Дали има еколошка катастрофа и во колкави размери не се докажува со еден примерок земен од вода од крива река, значи треба да се земат повеќе сегменти во прашање и откако ќе имаме финалната верзија и целата слика која ќе биде ставено, кога ќе го добиеме вештачењето, секако дека јавноста да биде сигурна дека нема да прекриеме никој и никого. Доколку тука се покаже дека има оштетување на животната средина од страна на независни стручни лица кои ќе го изготват тој извештај, од страна на инспекторатот ќе биде поднесена соодветна пријава до правниот субјект. По вчерашните на Булмак 2016, фирмата која стопанисува со рудникот Тораница, денеска со своји резултати излезе и градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски. Тој сподели анализа од Институтот за јавно здравје преку која укажува дека опасните материи во водата се надграничните вредности, што водата, како што рече, ја прави отровна и неупотреблива. Водата во реката Крива река е сериозно загадена и спаѓа во најлошата категорија на загадени води, неупотреблива за било која намена. Во нивниот процес користат токму кадиум, цинк, олово, цијанид и останати соединенија кои што се наоѓаат во Крива река веднаш по хаваријата, и тоа и многу јасно и децидно се гледа токму во двете анализи кои што ги имаме веќе како релевантен доказ. Од компанијата Булмак 2016, пак која ќе биде казнета поради пукнатата цевка, вчера посочија дека според анализите кои ги направиле нема никакво загадување на реката. Велат пукнала цевка која е со техничка вода и истата не се користи во производствен процес каде всушност има хемикалии. Цевката пукна на 14 март, а водата која истече се излеа во Тораничка река, која потоа заврши и во Крива река. Поголема група станари од скопската населба Ѓорđe Петров се жалат на низа неисполнети законски обврски од инвеститорот на зградата каде што живеат. Со допис до повеќе институции посочуваат дека и покрај тоа што се вселиле пред неколку години, се уште немаат имотен лист, а загрижени се и за безбедноста на објектот. Инвеститорот ги отфрла наводите. Тврди дека уписот во катастарот доцни поради некомплетирани согласности од банките за дел од станарите. Маја Стојановска. Стотина станари од зграда во скопската населба Ѓорđe Петров, преку допис испратен до 12 институции во земјава, се жалат на низа неисполнети законски обврски од инвеститорот на објектот. Дописот го испратија и до редакцијата на Канал 5. Најголем дел од нив, како што велат, се вселиле пред 4 години, иако во нивните преддоговори било експлицитно наведено дека имотните листови ќе ги добијат веднаш штом им биде предаден станот. Тоа се уште не се случило. Станарите велат дека проблемот е поради немањето употребна дозвола и технички прием на објектот. Она што дополнително ги загрижува била безбедноста во самиот објект, како на пример за 400 станари во 120 станови. Има само еден влез и еден лифт. Никој од нас не може да си го оствари правото за документација, за патна исправа, за лична карта, за возачка дозвола, ништо од тоа не може. Ние немаме никаков противпожарен систем, нити за дојава, нити црева, нити хидранти, ништо немаме, буквално. Втор приоритет ни е безбедноста во зградата. Исто така да напоменам, ние имаме купено гаражи кои што се нефункционални, не се отворени. Имаме еден лифт за кој што си уште не сме ни сигурни дали тој има некаква техничка употребна дозвола. Станарите се пожалија дека и од самото вселување во зградата затекнале хаотична состојба, неотстранети градежни материјали, недовршени инсталации, проблеми со подрумските бунари за вода кои самите деломно ги санирале, а за кое велат вложиле илјадници евра. За случајот во тек се 15 на судски спорови. Според застапникот на станарите Јанаки Митровски, изведувачот со години на различни начини се обидувал да ги избегне своите законски обврски. Истиот е со цело време со оправдување дека не е во можност да ги заврши што од недостиг на средства, што од други причини, а има средства да по 15 постапки ангажира
адвокатска канцеларија. Изведувачот на објектот Multi-Office Duel категорично ги негира наводите на станарите, а уписот во катастар бил пролонгиран поради некомплетирани согласности од банките. Тврди дека за зградата поседуваат целосна градежно-техничка документација. Се работи за зграда со станови на кои има станбени кредити и извршители од банка под стечај. Од 30 на станари останати се уште неколку кои се во процес на рефинансирање на нивните кредити во други банки, а ние сме во постојан контакт со нив. Напоменуваме, за да може една зграда да се впише во катастар, треба да има согласност од сите банки даватели на станбени кредити и не смее да има одстапки пред извршител. Од страна на нашата фирма во тој влез поставивме противпожарни средства според проект, меѓутоа истите за многу кратко време се украдени. Соопштија за Канал 5 од Multi-Office Duel. Станарите велат дека по дописот досега одговор добиле само од ЗЕЛС. Оттаму им било посочено дека за случајот известен управниот инспекторат, но инспектори на терен се уште немало. Македонија спаѓа во државите со низок ризик за појава на туберкулоза, но оваа болест не е целосно искоренета. Од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза велат дека клучно е едуцирањето на населението. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Од 130 до 180 пациенти годишно имаат диагноза туберкулоза. Од 6 до 15 починали од компликации од ова заразно заболување. Оваа година еден починал од туберкулоза. Македонија е земја со низок ризик на болни од туберкулоза, но мора да се зборува и едуцира населението, велат од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. За жал, тие луѓе да кажам слободно шетат низ државата и додека не се диагностицираат, имаат можност да инфицираат некого кај нас. На институтот диагнозата одма се донесува и одма започнува лекувањето, но додека да стигне проблемот е, како што каже колешката, додека пациентите се наканат да отидат на доктор, па докторот да му текне дека можна е и туберкулоза. Болниот ги искаштува приткивање, кашлање, смење, зборување бацилите, треба да се мери во часови и денови, значи подолготраен контакт. И во таква ситуација може да настане пренос. Она што е клучно е да бидете во затворен простор. Значи на отворено не. Така се и дефинициите кои ние ги користиме. За домашен контакт, за семеен контакт, потребно е да бидат или неколку ноќи да поминат заедно со извор на зараза здравите, или фреквентно честа секојдневен контакт, меѓутоа подолго време и го мериме периодот кај индекс кейсо, нешто прв ни се појавил 3 месеци назад. Најчесто пациенти со туберкулоза се затвореници, психијатриски установи. Најчеста категорија се луѓе кои живеат во лоши услови и зависници од алкохол и дрога. Александар Видиновски во продолжение со вас во Само вистина, заедно со Александар Трајановски и Ѓулјзим Фариси. Пријатна вечер.